Добро утро и официјално дозволете да ја започнеме оваа сесија. Би сакала најпрво да упатам поздрав до почитуваните министри и благодарност што ја прифатија поканата да бидат дел од оваа сесија на оваа многу важна тема. Исто така благодарност и до сите вас кои што утрово сте овде, прилично е рано. Меѓутоа, сепак благодарам што го одвоивте вашето утринско време за оваа сесија. Се разбира според она што е карактеристично за европското движење, еден пријателски поздрав до сите кои што се овде присутни. Оваа сесија е, да кажам, многу посебна по начинот на кој што таа се одржува денес. Тоа е така заради тоа што овдека ги имаме двете работни групи од Националната конвенција за Европска унија. Тоа е работната група 1, земјоделство и рурален развој, поглавје 11 и работната група од поглавје 27, животна средина. Она што ни се случува практично по втор пат да ги обединиме овие две работни групи, заради тоа што се работи за теми од многу специфична природа. Тоа беше во минатото за шумите и овој пат за управувањето со водите како еден ресурс кој што е исклучително значаен и кој што навистина бара внимание, го бара вниманието на институциите, не само на една институција, туку на сите оние кои што придонесуваат и ќе придонесат понатаму за управувањето со овој многу важен ресурс кој што сега се наоѓа во состојба на ризик, точно поради она што и самата тема ни го кажува на овој панел, дека климатските промени и сето она што се јавува како последица од климатските промени го загрозува и овој воден ресурс. А ние сите знаеме за каков ресурс станува збор. Водата значи живот и екзистенција. Значи, климатските промени не се предизвик на едината, туку реалност. Ние пред некој известно време зборувавме дека ќе се соочиме со климатски промени, така натаму. Ние веќе во последните 3-4 години навистина ги доживуваме на еден многу реален начин во нашите средини, како многу сушни периоди, како екстремно високи температури, намалување на водните ресурси кои што се помалку и помалку достапни за сите потреби кои што ние ги чувствуваме. Особено, овде нема да зборуваме за другите региони, ние повеќе ќе зборуваме за нас и за она што треба да го направиме и она што ни го нуди како знаење и како технологија самата Европска унија, која што можеме да кажеме дека е еден од, како да го наречам, Европска унија не е географски регион, таа е нешто многу повеќе. Меѓутоа, од сите региони во светот, Европската унија најмногу посветува внимание на животната средина, а се разбира градејќи сериозни политики и сериозно посветувајќи се на овие прашања поврзани и со водните ресурси денес. Значи, овие нови иницијативи кои што се во рамките на Европската унија навистина не како задолжение, не како нешто што ние треба да го исполниме заради идно членство, туку точно заради нас, заради градење еден систем кој што, заради побрзо градење на системот кој што таму веќе функционира на еден функционален начин. Како што реков, станува, кога зборуваме за Националната конвенција, обично ќе кажам дека работната група 1, поглавје 11, е навистина многу активна работна група и се покажува од структурата на овде присутните, што не значи дека и од поглавјето 27 соработката не беше имавме солидна соработка, меѓутоа искрено се надевам дека во иднина оваа соработка со Министерството, особено заради темите кои што се многу важни во поглавјето 27, во Националната конвенција ќе успоставиме една, да кажам, порегуларна соработка во однос на
диалогот кој што треба да се води од сите засегнати страни. Ќе кажам како некој кој што работи во областа на општествените науки дека сепак кога станува збор за водата и за природните ресурси, ни едно министерство, ни една влада не може да ги заштити нив, туку сите ние како заедница заедно, сите чинители треба да бидат вклучени, а особено ова станува за водата. Ние тоа уште овде во нашата средина го немаме почувствувано, меѓутоа веќе има региони каде што граѓаните, населението навистина знаат што значи и како треба да се штеди водата и како таа да се сочува за да може да функционира целиот природен екосистем. Иначе поинако би било навистина несоодветно. Комбинацијата на двете работни групи е точно поради нашата препорака, нашето барање да се зголеми интероперабилноста помеѓу институциите на овој план. Јас реков дека ние сите ќе бидеме чинители, целата заедница, меѓутоа сепак политиките и начинот на кој што ќе се организира општеството припаѓа на релевантните институции. Овде ги имаме најрелевантните во однос на управувањето со водите. Европска унија бара да се, односно настојува да се изгради еден интегриран систем на управување со водите. Има веќе, ние ќе дискутираме и подоцна во панелот за дигиталните аспекти и можности што ги дава дигитализацијата за успешно управување со водните ресурси, така да интероперабилноста, онаа која што не е слабата карика во нашиот систем во суштина, е токму тоа, не само во овој сегмент, туку ја чувствуваме, бидејќи ние работиме и во поглавје 23, поглавје 24 и антикорупцијските политики, тука исто така се забележува да кажеме, еден дисконтинуитет во начинот на кој што институциите работат на прашања кои што се поврзани помеѓу себе. Така да, точно оваа сесија е апел за поголема поврзаност и поголема интероперабилност на институциите во решавањето на проблемите во врска со климатските промени. Значи, дозволете на крајот да упатам повторно благодарност до министрите кои што навистина многу не почестија со нивното присуство денес, што ни покажува дека ваквите, не само овој, Националната конвенција за Европска унија, која што обстојува веќе 9 години и води диалог по различни прашања, со различни чинители, позиција, опозиција, мислам, она што е најкарактеристично за нас, ние го уважуваме консензусот и така и работиме на еден демократски начин. И она што исто така требаше можеби на самиот почеток да го кажам, тоа е поддршката која што ја имавме во изминатите години од страна на Словачкото министерство за надворешни работи, односно Словакејд, кој што финансиски, стручно и партнерски не само кон Националната конвенција придонесоа за незината успешност и она што ние го направивме во последните 9 години со искрена мисла дека тоа и понатаму може да биде продолжено. Како што реков, конвенцијата работи на многу демократски начин. Ние сме само како европско движење една карика која што го носи товарот на организацијата, меѓутоа сите одлуки во конвенцијата доаѓаат од страна на сите чинители, не само во текот на сесијата, туку и во текот на подготовките, во однос на темите кои што се избираат, во однос на учесниците кои што се избираат, така да нашата комуникација е редовна, затоа и ние на некој начин може ќе излези дека премногу се фалам во однос на тоа како функционира конвенцијата, меѓутоа навистина постои една институционална структура која што се одржала веќе многу долг временски период. И во знакот на ова што го кажувам, јас овде ќе пристанам да зборувам,
Многу е професорски да се зборува, можам уште повеќе, меѓутоа, навистина времето е посветено на нешто друго. Сега давам збор на копредседавачот на работната група 1, Маја Лазаревска Љовеска, која што ќе го продолжи на тамошното водење на